Со Ацо се знаеме цел живот, роднини сме, а заедно работевме и во Германија. Бевме многу блиски. Ацо имаше пари и на својата и на книшката од девојчето. Еден период и јас се грижев за нив, но по само еден месец ми беше раскинато полномошното. Оти ми рече дека за нив ке се грижела некоја Ана. По објавата на сторијата на Алфа се огласи близок роднина на несрекните татко и керка од Битола, кој се сомнева дека овие луѓе се изманипулирани и финансиски злоупотребени. Бидејќи долго време се познаваме, ми даде полномошно еден месец само. А јас знаев дека има многу пари, сефои, пари, едно друго знаев. Али за 2 години од кога почина братчедата, за една година, година и пол го соголија. Таа Ана, јас не ја знаев, ми ја спомнуваше. Мене, јас ми го даде полномошното, на книшките имаше на Кристина и кај него 12 по 12.500 евра имаше. Тако тераше да многу пари да подигнуваат. Во последниве неколку месеци Петрески вели дека Алекса често му се јавувал по телефон, барајки помош. Рече, Пецо, молим те, идај побрзо, ти ова сакаме да ме носи в банка. Се вратив јас во станот, појдов и табе ќе го зела. Ова таму што му беше жената што му да прајадење, рече, Пецо го зеде, рече, го сосила, рече, го в банка. Одам в банка, тој лежи в соба, во околата долу, во Скопска банка, таја внатре, да ја прави документите. По мојата реакција, го искина документите прво, после му направија нови. После мене го присилија, го помисли полномошното мое. Подигнале 4.000 евра тој подигнале. Загрижен за ваквиот развој на настаните, Пецо на неколку пати случајот го пријавувал и в полиција, а и во Центарот за социјални работи во Битола. Но вели дека никој ништо не презел, пошто тој се откажал за да не си прави проблеми. Сега стравува што се има случајно и со собственоста врз станот. Бе во Центарот пријавував, 2 пати во Центарот Битола, во полицијата, секаде реагирав. Никој ништо не покреваше. Според Петрески, сега таткото и керката биле сместени во душевната болница во Демирхисар. Тој е гневен на таквата одлука, бидејќи вели дека овие луѓе не се за таму, а имале и пари за да бидат сместени во соодветен дом, како што и тој самиот барал во изминатиот период, но не му било дозволено. Петрески е решен целиот случај повторно да го пријави, овој пат и во обвинителството.